Добро дојдовте во второто издание од Рекорд Токс, самок радио во соработка со Europe House. Денес го имаме Нино, Флудер со нас, па чак Здраво. што више и јас ќе уфрлам по некоја плоча, ќе правиме комбинација лево-десно пинг-понг. Планот е од прилика една диско трака, една хаус, една техно и зависи колку време ќе имам, уште една до две по слободен избор. Нино, фала што си тука со нас. Фала на покана, фала на Europe House за оваква иницијатива и на Амок радио за оваква соработка. Оставам на тебе да продолжиш понатака. Значи, ја ќе ја водам работа денес, нема гајле. Мислам да него должиме многу, што ни спреми ко за почеток прва плоча, гледам Лери Леван стори. Да, Лери Леван, ова е уствари компилација кај што јас всушност прв пат дојдов у допир со музика како диско, фанк, сол и така натаму. Бев, значи, и уште сум техно диџеј. Да ми извини хаус едницата. Извинето. И ова магија со оваа музика се случи токму во Playground плочарата во Солун, кај што купував музика и ме зачуди, викам, бе, што е ова? Поомот, и го прашувам газдата, Илијас, и ми вика, бе, Лери Леван не го знаеш? Викам, не, викам, са Лери Леван, кој е тој? Како бе, кој е тој? Вика, не смееш така да прашаш. Вика, еве, слушни. И ја викам, бе, сега, викам, ако е, викам, нешто од мојот домен, дај. Така. И вика, чекај, остај малце, и лека по лека, една песна, друга песна, втора песна, трета песна, и да не речам ме навлече на овој звук и ми ги отвори ушите и очите, дека пред тоа што ја го работам имало и друга сцена и друго нешто се случувало. И фактички мислам доаѓам до заклучок дека уствари ова било нели пред 40 и кусур, скоро 50 Так. години. Инаку компилацијата од 2006 година издадена со не со сите хитови, пошто има мал милион од Да. Лери Леван компилации, него оваа едно тие деме као култни. И првата песна мене што ми влезе во глава, уствари првата што слушнав од компилацијата, ја спремив да ја пуштам. Супер, супер. Лери Леван, класикиште од диџеј кој го нема проверено, одма у моментов да укуца, Оче наш. оче наш. Па за сите буквално мислам, не знам, хаус, техно, воопшто, не знам, човек што е заслужен за диџеј културата, мислам, не е само он, Да. него е, не знам, не е извикан, него е најекспониран од сите и буквално е, не знам, баш синоним за диџеј, бидејќи сите тоа што го раскажуваат, знае да ја контал публиката, нели, ги посебни групи на луѓе си ги возил посебно во посебни термини, нели, од неговиот сет, така да еден, не знам, синоним буквално, ако не и диџеј, не мора да кажеш Лери Леван, пошто тоа е тоа. Според мене, според моје скромно слагам. видување. Се слага, и според мен. Ондак да преслушаме. Ајде.
врати упера да изгараш малце. Ние направи. За секунд, таму бе. Топ. Многу добра. Ајде вака. Многу добра. Повели. Да уфрлам ја некоја, фала ти, само ќе Криглата е асистираш пошто сме малце. Не е Подалеку? проблем, Не е проблем. Оп. Етанс. Која номера поред? Петата од Продиджи. Чекај да видиме. 1, 2, 3, 4, 5. Петата од Продиджи, гледај ја погодиш, пошто другото е катастрофа. Ајде да видиме. Добар сум. Може? Се надевам ја погодив. Пуштај па ќе кажеме причата. Сум ја погодил. 아마 나는 천년이 지나도 내 인생은 바꾸지 못해요. 당신만을 지키며 살게요. 진정한 행복을 느끼면서 숨이 막힐 것만 같은 가슴 천국에 있는 기분이죠. 영원히 나의 연인이 되겠다고 말해줘요. 우리가 나갈 유일한 길이라고 말해줘요. 천국은 나의 것, 천국은 나의 것, 천국은 나의 것, 천국은 나의 것. 아마 나는 천년이 지나도 내 인생은 바꾸지 못해요. 당신만을 지키며 살게요. 진정한 행복을 느끼면서 숨이 막힐 것만 같은 가슴 천국에 있는 기분이죠. 영원히 나의 연인이 되겠다고 말해줘요. 우리가 나갈 유일한 길이라고 말해줘요. 영원히 나의 연인이 되겠다고 말해줘요. 우리가 나갈 유일한 길이라고. Тоа беше појма немам кој артист и појма немам која трака. Ако може Време е- некој да дешифрира Време е да Буду, научиш повелете. јапански, тоа сакаш да кажеш? Или да Корејски. научиме? Корејски, Корејски пардон. пробав 2 дена. Да ми извини пегигу. Пробав 2 дена, тешко идеше. Тешкото. Се мислев не само за диско плочи, него и за други. Само секунд. Примо преда. Сега треба јас да пуштам Па полека, да. полека. Него сакав да кажам, доста е тешко да се одбере една диско, една хаус, една било каква. Мене ми беше са бајле тешко, не па тебе, шо имаш сигурно пута X плочи од мене. Ја, мама, мислам, кога ми го кажавте концептот како оди, што се случува со, нели, овој проект, Така. си го врати филмот од кај би сакал јас да почнам, мислам, да се представам сега. Една скромна мала увертира
И овие се сите, мислам, плочи што се донесени дел од моите почетоци. Не е нешто отпосте од кога сум почнал, нели, да собирам и да правам. Јасно. Инаку оваа ми е ова е компилација на DJ Sneak. Не се оригиналните, има ова е компилација од две EP од 95 и 94 Полиестер EP. И овие се, едната е Кецот е 94 година, двојката е 95 година. Ова ми е моја прва плоча, стига у плочара у Масива и јас тогаш виќе го менувам стилот на музика. Прва икат или прва, да речеме, Не икат, него прва хаус плоча. прва И хаус? ја собирам плочава и тогаш мојот учител Тевдор работеше у плочара, вика, бе, да ни се видел, вика, кај, вика, една плоча ми ја кажува, ми објаснува се по стикер, да бе, викам, ја, викам, дојав са бајле, кога беше, викам, пред да отвори Жани беше, ги донесе плочите, викам, од Солун и си ја земав. Викам, мора да ми ја даеш, вика, таа мора, вика, Кецот јам, ти, вика, си ја земал или двојката, вика, мора, вика, да ја јам. Значи, таа мора да ја јам и сега мора да си го слушаш мастерот, така да му ја дав и не знам, едноставно после некое време, мислам, ги има да ги купиш на Discogs, не се нешко скупи, али искочи као рипрес со болji квалитети од таа што ми се свиѓаше, така да Мгм. си ја земав оваа, не дека, не мислам дека, не знам, почињаат од долар и пол нешто на Discogs, не е, Добро, уште. не е Културно. нешто, да. И оваа мислам дека е Ова е репресо, така, од која ова е рипрес, година да, на овој Henry репрес? Street Culten House Label. Мгм. Мислам, што и тогаш Абер немав што е, мислам, јас почнав да собирам, мислам, како диџеј почнав транс музика да собирам. И следната што ќе ја пуштиме, што треба да биде, нели, техно, ќе го дам другиот дел од приказната. Ќе ни ги разјасни Да, работите. да, работите, умеѓу време сега ќе ја пуштам Може. песната. Момент само.
Добро моторно куче. Одлично е тоа. Фала, DJ Snik? фала. Да асистирам или после ќе ги Не, соберам? после не, ништо страшно. Ништо страшно? Супер. Следно иде од мене Рон Трент, Pressure Zone, 2017 мислам ја земав од Space Hall у Берлин и беше еден вид на, да речеме, транзиција и влагање поише у хаус, у Рон Трент, у такви работи на музика, пошто за тие што знаат или не знаат, Не порано знам, да. хип-хоп поише имам вртено, трнтейболизам и така натаму, па влегов у диско и од диско фактички у хаус и од хаус у тоа што хаус. зборевме од хаус у хаус и И Тоа е. нема излагање и од нема хаусот. крај. И од хаосот сега вртиме бубањ, веш машина, нема крај хаосот. Така да ја знаеш сигурно да ја пуштиме, да ја чуеме. Оваа ми е позната, сум ја слушал од негде. Си украл од кај мене.
станал Така, ако сака некој да ја чуе Ром Френк Pressure Zone, ја Нека си ја чув у Панорама, бар прв пут ја чув, но тој звук тогаш уште не бев толку упатен кое што е како е. И после недела дена, 10 дена идам у Spacefall да прокопам, ја гледам и буквално само Заебам. кај е касата. Тоа беше тоа. би сакал да имаш што поише такви моменти, мислам воопшто ја слушаш, барем кај нас слушаш некој диџеј врти, не знам што, гости некој дојден во Скопје, ја слушаш и нареден ден идеш и си ја наоѓаш у Плочара, мислам. Не знам, се надевам дека ќе се развиете во поголема Плочара, кај што стварно и реално би се случувало. Се надевам и ние, Джиджи, не знам дали слуша, ама ако слуша, спремај нова нарачка, некои ствари. Сега нема да чуеме некој странски диџеј, вајде уште некое време, ама може некоја плоча да донесе. Да, За наш кејф и за нас. Се надевам. Сега ќе идеме со две, условно речено, техно траки. Техно. Ова следно јас што ќе го приложам е Благодариме. техно. Е. Ова е момент само. Ова EP се вика The Other Day. И е моја прва техно плоча. Дури порано можеш тука, не знам, да забележиш дека порано не беа толку ни совршено режени. Оваа е од 95-та Да, со 6-та со година. поголемо дупче, гледам и подпишано ти е Нино. Нино поран, да, онака да не ми биде, да не ми заврши во погрешни раци, да можам да си ја познам и си ставам Баш знак со златно, со добро златен го личи. маркер, да. А и Фу. уствари кога ќе видиш и лейбелот на Jeff Mills, овој Axis, му е црно со златно. Да. Си ја погодил. И црно со златно ископирал од Сека Алексич изгледа. Не би ме чудел. Но ова што ќе го слушнеме сега се вика и 9 трака, инаку е трака која исто ми остави многу голем впечаток од моментот мој на транзиција од транс музика у техно. Ми даде Тевдо задача да го преслушам миксот live at Liquid Room Tokyo на Jeff Mills, кај што врти на 3 грамфона и буквално Тоа е лудило. тоа е лудило и буквално онака, не знам, не е вртење, тоа веќе е свирење, да ми Лудило е. буквално бидејќи ги мислам самиот блендинг, миксинг, све што прави е до ден денеска и мислам дека уште не знам, дур постои земјава и дур има сведоштво на техно, мислам дека ќе биде ненадмашено и ова е едно траките што ми остави впечаток од тој микс и воедно ми е баш се погоди и оваа плоча да ја донесат и да ја земам пред сите. Така да Идеме. чуеме.
траката се вика И9. Кој сака може, еве, да ја преслуша и во самиот микс, нели, што го кажав претходно, и ако сака или ако му се допаѓа, може да си ја земе. Сега има баш и рипресови, така да не е битно сега дали е фрст прес или не е, баш кај фрст пресов. Ете го, баш го коментиравме Да. First Press. Фрст пресот, значи Дупка код 45. Да, и имаше тогаш на таа стихија, на тоа ура, не се мислам, може и не се водело, предпоставувам, толку само штанцање да е. Сега мислам дека ова е една од ретките вакви работи што се имат случајно, ама не знам, не би ја менјал, мислам, сепак ја вртам, ама со многу големо внимание. Така. Кога ја бркаш со пичот и со, корекции кога правиш. Ако некој може, тоа си ти. И со поголеми дупки можеш да ги бркаш без гај. Така да за тоа немам сумља никак. Добро. Идеме следно, ќе пуштиме уште една, да речеме, техно трака, доста е трайбал, перкусивна, па и хипнотична, да речеме. 92 е од Мемфис, али ова е рипресот. Пошто 92 само мислам на White Label некоја имат издадено, ова е рипрес од Class RX 2718 предпоставувам. Добро тракиче ќе чуете, а после ова правиме мала кафе пауза со нашиот бариста Джаги. 10 минути ќе ви објасни па работи, па се враќаме тука со Нино. Идеме со Мемфис. Thank
Здраво, дечки. Ова е втора епизода Рекорд Ток со Амок Радио и Europe House и втора епизода на 5 Minutes Coffee Time со Джаги. Денеска ви сменивме на доста популарна и нова метода на правење на кафе, а тоа е cold brew. Убавината е тоа што не ви е потребна некоја специјализирана машина која што може да ја најдете во кафетерија или во кафич. Со сето тоа што може да го најдете во вашиот дом, во вашата кујна, може да го направите cold brew. Затоа ќе ви бидат потребни само многу три битни работи. Битно е какво кафе користите, битно е како тоа е измелено и водата која што ја користите. Затоа што оваа метода на кафе бара само вода и кафе, ништо повеќе. Не бара никаков поседен сад, никаков притисок, ништо. Значи, првата работа што ја спомнавме е какво кафе. Јас користам 100% арабика, мешавина на 5 врсти на арабики во едно. Убавината на тоа кафе, на тој бленд е тоа што има различни ароми од различни поднебја во светов, каде што може да дојдат до израз. Арабиката нели се карактеризира со по-ароматични вкусови. Исто така, кои што во оваа метода доаѓаат многу до израз, затоа што кафето седи во фрижидер од 12 до 24 часа. Предноста е тоа што во cold brew е тоа што аромите кои што можете да ги сретнете кога ќе го вкусите, кога ќе го пробате, не можете да ги најдете преку еспресо или преку макијато, преку некое кафе кое што на друг начин е спремно. Значи, да се навратиме на трите нели битни работи. Тоа беше првата, втората битна работа е уствари гранулажата. Гранулажата на кафето треба да биде крупно смелена. Што значи тоа? Тоа значи дека вака треба да биде гранулажата. Режија дали е добра? Профи, фала Боки. И на крај водата која што ја користите. Трудете се водата да биде флаширана или барем филтрирана доколку тоа го имате во вашиот дом, затоа што на тој начин ќе добиете многу поквалитетно кафе него ли да користите вода од чешма. Јас имам 2 сада, го донесов Френч пресот, затоа што може и преку Френч прес да го направите cold brew. Во моментов ќе го користам садот кој што имам натре сито. Значи, овој сад користи литро вода. За литро вода, на литро вода одат 60 грама кафе. Доколку тоа ви е многу, можете да го намалите на пола литро вода со 30 грама кафе. Сега, доколку кофинот ви е вас посилен, ви смета, можете да ги намалите, значи грамите на користење од овие, не мора да се држите строго до нив, но препорачливо е околу тие цифри доди. Значи на пола литро вода иде 30 грама, на литро вода иде 60 грама кафе. Јас имам тука веќе смелено кафе. И овде имам точно 60 грама смелено кафе. Сега ќе видите оваа метода колку е лесна. Замислете, кафето е готово. Методата, една половина од методата е завршена. Сега, ова кафе треба да го ставите во фрижидер и да отчекате едно 12 до 24 часа. Значи измеѓу тие сати да го извадите. Препорачливо е нели да си го ставите од вечер за да можете утре дента наутро да си пиете свежо cold brew кафе. Се враќам одма. Джаги се врати и донеса cold brew. Не помина 24 часа, нели, но затоа за оваа пригода јас од претходно направив едно cold brew за да се дообјасни вториот дел од методата, кој што е релативно многу лесен. Тоа е, значи,
ништо посебно. Го вадиме ситото од кафето. Убавината на овој сад е тоа што има сито и вие не треба да го преточувате преку некоја цедалка или инка која што има вакво сито. Убавината во овој сад е тоа што кафето ви останува тука и кафето одма оди во ѓубре. Остатокот од садот ви е cold brew кафето. Тука имаме околу 800-850 милилитри кафе. Тоа е така затоа што кафето кое што претходно беше ставено си поприми и ни остана од литар вода не е што малку помалку што можеби нема да смета. Препорачливо е ова кафе кое што сега е тука да се прецеди затоа што сепак на крај има талок, што е многу природно затоа што кафето нели си има сопствени масти, така да во оваа пригода јас нема тоа да го преточувам, туку само ќе ставам коцки лед. И ќе си ставам едно cold brew. Аромите се прекрасни. Аромите можам да ги почувствувам до тука. На здравје. Јас да спремам последната за овој серијал. Што ги слушаме последно? Последно Зодија, па топ се погоди, Боб Джеймс, Westchester Lady. Не треба да се збори за Боб Джеймс кој што е како е, Така. бидејќи ти си почнал од хип-хоп. Семплување, така Да, натаму, така ова е, натаму. ова е еден од, да не речам, најзаслужните за, нели, хип-хоп културата, вклучувајќи го овој Девид Екслорд, така да и пар други. Инаку овој семпл, мислам оваа песна numera од Боб Джеймс, значи прв пат ја слушнав 95-6 година, може да и покасно порано, сега не знам, не се сеќам точно. Во Drum and Bass трака на Адам F. Circle се викаше, мислам дека така му се викаше албумот и беше еден као култен албум. И баш буквално семплот што го имаш искористено, знаеш, ти звони во глава. И сега од 91 правиме пауза и се селиме нели со приказната дека јас комплетно се менувам со стил преку компилацијава со Лери Левен и почињам сега да копам и идам и ја наоѓам и викам мислам патот мој можеше да биде пократок, нели, ако го користев оној сајтот whosampled.com. Ама У 90-ти, да. да, у 90-ти. Ама не ми текна. Дури и за покасно не ми текна едноставно онака која начека, викам ова мора да го имам. Го немам, викам, албумот на Drum and накажи го на Адам Ф, ама успеав да ја најдам плочава на Боб Джеймс, така да еве со оваа numera ќе се одјавам јас со мојава скромна музичка селекција за оваа емисија, така да Супер. благодарам на Супер. покана. Фала уште еднаш на тебе. Останува да слушнеме и твој одговор на ова да чуеме. Ке си кажем што имаме да кажем. Ајде. Може.
греота да се краки. Греото, ама пак ќе те кажавме Да. кој е, што е од каде е господјата и може да си ја госпожата да може да си ја слушнат, да си ја симнат, да си ја купат. Сам така Да, најболje да си ја купат како и да е. да. Уложувајте у музика, Уложувајте. се исплати. Да, освен кога треба да се силиш, кога пцуеш све живо и диво и тие што те силат кога те пцуе. Да, Мислам, дефинитивно. збориме за плочи, а за USB-ња немате гајле. Последното е од мене, па и општо за епизода од The Equals. Да покрием само тука. Од The Equals, Don't Take Me For Granted. OG нема репресова, 89-та, Јужна Африка. Не ме сваќа, не, како беше? Не ме фаќај за готово, така беше? Здраво за готово. Готово. Не ме фаќај здраво за готово. Не ме фаќај здраво за готово. Од ОЈ у Берлин ми е плочава. Некое време бркав една друга трака од албумот. Али беше прилично скупа и тешко да се најде и отидов нешто прокопав баш тие години 2016-та. Ја слушам дека свири таму, гледам на плоча, викам шо е работа, вика ни стигаат следна недела 5 комада вакви. Ако сакаш да те пишеме на лист. Пиши. Пиши. Пиши две. Пиши две за мене и за другарчето, тогаш германска плата. Си се оптегнав, прва така малце поскупа плоча ми е и ја пуштам и фактички сватив дека друга трака ми е уште многу боле од таа што е бркав. Умеѓу време направи ја репрес на таа другата New Lover се вика, ама ќе ја чуеме баш Don't Take Me For Granted и тоа е инструменталот. Bubblegum 89-та Јужна Африка. Поздрав до сите.
Red Label ова. Вискиво. Виски. Братучитка и на White Label. Оваа беше задња за денес. Се надевам дека уживавте, дека ќе уживате понатаму исто. Благодариме. Амок Радио, Europe House, ова беше Рекорд Токс со мене Сол Кейс и Нино Флудер. Фала уште еднаш што дојде, што не Фала уште почасти еднаш, со да. супер музики. Фала што ме покани, фала и на твоето реплицирање со контра реплика со музика. Мора контра да се иду држава. Мора. Фала уште еднаш канели на Europe House, на Амок Радио и се надевам дека ќе се видиме повторно. Тоа сигурно, ќе повториме у некоја следна прилика, се надевам брзо. Фала Тука многу сме. уште еднашка, довидување. Довидување, уживајте.